Со булдожери се чисти ѓубрето низ скопските улици и тротоари. Општините меѓусебно се позајмуваат механизација, а помагаат и општествено одговорни компании. Исцедокот од насобраниот отпад останува и од него се шири неподнослива смрдеа. Помал дел од контејнерите по булеварите се испразнети, но во споредните улици и натаму стојат цели депонии. Купишта вреќи и ќеси со секакво ѓубре има и во строгиот центар, аеродром Кисела вода. Граѓаните се сериозно загрижени. Глувци шетаат навечер. Веруваш ли не? Ете, тука исто. Видовте глувци? Да, старци. Како у центар тоа детенцето што е крстато за. Ете и тука ги има. Никогаш не било вака. Ова е невидена работа. Овдека не сум видел кој собира. Треба сите да собираат, али прво комунална хигиена. Ова многу лошо, миризбата, што седиме тука, болести заразни, децата не е во ред. И од нас луѓето и од државата што дозволува вака да се прави нечистотија. Иако обврската за собирање и транспорт на отпадот и припаѓа исклучиво на комунална хигиена. Од предпријатието испратија соопштение во кое вела дека не виделе оти општините си чистат сами. Јавното предпријатие Комунална хигиена во текот на денешниот ден не забележа дека е подигнат отпад од страна на општинските комунални предпријатија во ниту една скопска општина. Се прашуваме дали на вистина и на кои локации се одвиваат овие активности. Нејасно е како само комунална хигиена не ја гледа механизацијата што не е нивна, а секој ден ја работи нивната работа. Од управниот одбор на предпријатието тврдат дека се изгласани сите планови и програми, а реализацијата е обврска на директорите. Пред 10 дена го задолжиле директорот Рустеми да изврши сервис на возилата и да побара помош од останатите предпријатија, но од него немало никаква реакција. Неколку пати се обратили и до Арсовска. Повеќе пати досега испраќавме и дописи до градоначалничката каде што ја изразувавме својата огромна загриженост и алармиравме дека е неопходно итно да се пристапи кон решавање на проблемот со неповолната финансиска состојба на предпријатието и намалениот капацитет на собирањето и транспортот на комуналниот отпад на територијата на градот Скопје, а побаравме и разрешување на ВД директорот Сабахадин Рустеми. Од страна на градоначалничката Арсовска, освен навредливи обраќања кон управниот одбор, немаше ниту едно конкретно преземено дејствие со цел решавање на проблемите. Во меѓувреме, ѓубрето стана фокус и на изборната кампања за вториот круг. Кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица, Амар Мециновиќ, најави европски модел за преработка на отпадот. Откако ќе се исчисти сето тоа ѓубре, ние сметаме дека постојат иновативни научни методи кои веќе се користат во некои градови во Европа. Ние имаме стапено со некои странски експерти кои работеле со оваа технологија и има можност во град Скопје да се донесе технологија за преработка на комуналниот отпад во смеса која потоа служи за вадење на деривати на гориво. Градоначалникот на Центар и кандидат за втор мандат од СДСМ, Горан Герасимовски, на средба со директорите на основните училишта и градинките договориле викендов да се спроведе повторна дератизација во сите воспитно-образовни установи. По изборите предвидени се и дезинфекција и дезинсекција. Ова што денеска го договоривме се реализира согласно усвоените кризни мерки на општина Центар за справување со потенцијални епидемии, заразни болести и појава на глодари опасни по здравјето, а во рамки на актуелната состојба со сметот. МВР во вторникот доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Мартин Арсов, Сител телевизија.